Денеска православната црква ги празнува светиот цар Константин и царицата Елена и преподобниот маченик Пахомий. Светиот цар Константин и царицата Елена. Родители на Константина му биле царот Констанци Флор и царицата Елена. Флор имал уште деца од втората жена, но од Елена го имал само Константин. Кога се зацарил, Константин имал 3 големи борби. Една против Максенци, тиранин во Рим, втората против Скит на Дунав и третата против византијците. Пред борбата со Максенци, кога Константин бил многу загрижен и се сомневал во својот успех, по еден ден му се јавил преблескав крст на небото, целиот накитен со звезди и на крстот било напишано: "Со ова победувај." Восхитен, царот наредил да се направи голем крст, сличен на оној што му се јавил и да се носи пред војската. Со силата на крстот, тој ја добил славната победа над бројно надмокниот непријател. Максенци се удавил во реката Тибар. Веднаш потоа Константин го издал познатиот едикт во Милано во 313 година да престанат гонењата на христијаните. Победувајќи ги византијците, тој изградил прекрасен престолен град на Босфор, кој оттогаш е наречен Константинопол. Но пред тоа, Константин паднал во тешка нагрдна болест. Вражачите и лекарите му советувале како лек капење во крвта на заклани деца. Тој тоа го одбил. Тогаш му се јавиле апостолите Петар и Павле и му рекле да го побара епископот Силвестер, кој ќе го излекува од страшната болест. Епископот го поучил во верата христијанска и го крстил, и на грдата исчезнала од неговото тело. Кога настанал раздор во црквата, поради интригантот и еретик Ари, царот го свикал Вселенскиот собор во Никеја во 325 година, каде што ереста била осудена, а православието утврдено. Светата Елена, благочестивата мајка на царот, многу ревнувала за верата Христова. Таа го посетила Ерусалим и го пронашла честниот крст Господов и созидала на Голгота црква посветена на Воскресението и уште многу други цркви по светата земја. Во својата 80-та година се представила оваа света жена пред Господа во 327 година, а цар Константин ја надживеал својата мајка за 10 години и се упокоил во својата 65-та година, во 337 година во градот Никомидија. Неговото тело било погребано во црквата на светите апостоли во Цариград. Преподобниот маченик Пахомий, родуме од Мала Русија. Во младоста го фатиле татари и го продале на еден турчин кожар како роб. Поминал во робство 27 години во местото Усаки во Мала Азија. Насилно го потурчиле. Отишол на Светагора, се замонашил и поминал 12 години во манастирот Свети Павле. Се решил да пострада за Христа. Неговиот старец, духовникот Јосиф, го придружувал до Усаки, каде што Пахомий му се јавил на својот поранешен господар како христијанин во монашка облека. Турците го ставиле на маки, потоа го фрлиле во темница и најпосле го обезглавиле на 8 мај 1730 година, на самиот ден на Вознесението Христово. Од неговата крв и од моштите се случиле многу чуда. Погребан е на островот Патмос во црквата Свети Јован Богослов. Така, овој малоруски селанец постанал маченик и венцоносец во Царството Христово.